Почитувани, се обраќаме со намера да апелираме до надлежните да прекинат со себе прогласувањето за ненадлежни, да прекинат со наоѓањето и создавањето на проблеми и да почнат со изнаоѓање на решенија за учениците во подрачното основно училиште Димитар Попгеоргиев Беровски во Хром. Со години и години се прифрла топката, се лаже, се создаваат проблеми, изгора на се родителите кои со сите сили пробуваат да бидат чуени со цел конечно обезбедување на основните услови за настава и образование на нивните деца, трпат притисоци од страна на властите. Децата во подрачното основно училиште во Хром се осудени да учат во нехумани услови. Нивното секојдневие се минијатурните училници, небезбедниот пристап до училиштата, отсуството на сала и неодржувањето на часовите по физичко и здравствено образование. Апелираме до надлежните. Прво, општинската власт да ги прифати иницијативите на левица и итно да се постават столпчиња на тротоарите кај училиштата, да се одбележат пешачките премини и да се постават дополнителни лежачки полицајци. Небезбедноста на учениците на ова поле е од причина што на тротоарите кај училиштето се паркираат возила, а истото е поради отсуството на паркинг простори во Хром, како и пренаселеноста и прекумерената градежна експанзија во оваа населба. Узурпацијата на тротоарите води до тоа да децата да мораат да се движат во самата улица на која се вози со брзина која представува сериозна опасност за децата. Второ, бараме итно да се прекине префрлањето на топка помеѓу општината Ѓорче Петров, Министерството за образование и наука и Министерството за внатрешни работи. Веднаш да се утврди каде е закучена постапката за пуштање во употреба на новите капацитети во училиштата и конечно учениците да почнат со настава во нормални услови наместо моменталните училници вон сите стандарди и прописи. Трето, бараме општинските власти да прекинат со долгогодишните лаги, да се заангажираат околу надминување на проблемите и конечно да почнат со план за изграда на физкултурна сала за ова училиште. Во меѓувреме, заедно со родителите бараме итно да се изнајде алтернативно решение како учениците во подрачното Беровски би можеле активно да ги одржуваат часовите по физичко образование. Де факто, отсуството на овој предмет вродува со сериозни проблеми по здравјето и е причинител за деформитети кај учениците. Децата не се само иднина, туку се и сегашност. Вложувањето во сегашноста значи подобра иднина. Секое дете има право на квалитетно образование, а обезбедувањето на истото треба да биде главен приоритет на надлежните. Децата не смеат да ги трпат политичките препукувања, наводното непознавање на должностите и надлежностите, мрзеливоста и лагите на властите. Благодарам.